Добар ден, ученици! Се викам Јулијана Талеска, наставничка по македонски јазик од Основното училиште Климент Охридски, од Прилеп. Денес во училница ќе правиме подготовка за писмена работа. Оваа наставна единица е планирана за учениците од 7 одделение, но насоките кои што ги давам важат и за учениците од 6 до 9 одделение. Пишувањето е вештина. Тоа се постигнува низ долг процес на работа. Изјавите дека немате дарба за пишување или дека не знаете нешто да напишите се погрешни. Секој ученик може да има убаво писмено изразување ако работи на себе постојано. И затоа писмените работи се важни да ги работите самостојно под менторство на вашите наставници. На овој час ќе зборуваме токму за тоа. Зошто се важни писмените работи? Ќе дадеме основни насоки како да изгледа писмениот состав, визуелно и содржински. Ќе имаме пример на еден добар текст, кои се придобивките од писмената работа и најчестите грешки кои што јас ги среќавам во училница. Писмената работа, ученици, е вежба. И ако ја гледаме како вежба, ние ќе бидеме со секоја нова писмена се подобри и подобри во писменото изразување. Токму тоа ни помага, да го подобриме писменото изразување. Писмената работа ја покажува сликата за степенот на писмена што го имате. Го покажува вашиот стил на изразување. Ако писмената се работи во тетрадки, тогаш ја покажува зрелоста на вашиот ракопис. Ако се работи во случајов кога имаме настава од далечина, покажува колку имате познавање од програмата Word. Наставникот добива јасна слика за фондот на зборови кои што го користите, а вие пак со секоја нова писмена се поттикнувате да размислувате на одредена тема. Основните насоки кои што ви се потребни за пишување на писмен состав се: треба да пишувате на кирилица. Секогаш да ги слушате и да ги применувате насоките од наставникот. Врз основа на тие насоки вие правите план како да го напишите текстот. Текстот секогаш треба да има логички целини и редослед на случување. Воведен дел, главен дел и завршен дел. И тие да бидат изделени во пасуси. Најчесто воведот и завршниот дел се од еден пасус, а главниот дел содржи повеќе пасуси. Речениците да ви бидат јасни, полни содржински и сликовити. Без повторување на некои изрази и зборови, да внимавате на правописните правила и да пишувате јасно и уредно, ако пишувате во тетрадка. Секој писмен состав треба да содржи вовед, главен дел и завршен дел или заклучок. Техничките насоки поврзани со правење писмен состав во време на онлайн настава, односно на настава од далечина се: насловот го пишуваме на средина, секогаш започнуваме со вовлекување, секоја нова мисла се запишува во нов ред, вовлечено, значи имаме на тастатурата копче Tab и тоа ни помага да направиме пасус визуелно да изгледа онака како што треба. Текстот да биде порамнет од двете страни, значи одбираме Justify, проредот да биде 1,5 и фондот најчесто е 12 големината, а Times New Roman е најчесто употребуваниот фонд. Содржински, наставничката или наставникот секогаш даваат во подготовката објаснувања како треба текстот да изгледа. Ученикот според тие насоки си прави план и прави истражување, па истражувањето и планот овозможуваат тој да создаде еден убав текст кој што потоа ќе биде оценуван од наставникот. Јас за овој час зедов една тема која што оваа година со учениците ја работевме на часот по македонски јазик. Темата е еден ден поминат во градината на Перперуна. Мотивацијата ни е за писмената работа, ни е од лектирата Перунова стрела од Нина Атанасова Шкрњерич,
Значи, Перунова стрела е мит од словенска митологија, а Перперуна е жената на Перун, па ја одбравме оваа тема и сега таа ќе искористиме како еден пример, за да видите како би требало да изгледа процесот. Воведот е истражување за словенската митологија. Значи, учениците треба да истражат за врховниот бог Перун, за неговата жена Перперуна и за словенската митологија. Тоа можат да го направат на интернет, можат да гледаат некои едукативни видеа на YouTube, да консултираат книги, прирачници или да разговараат со некои луѓе кои што имаат познавање од таа област. Главниот дел е да се замислат себе си дека се митско суштество. Можат да бидат човеколики, можат да бидат получовек, можат да бидат некое полуживотно, односно некое суштество од нивната фантазија. Објаснуваат од каде потекнуваат, кои се нивните родители, кои се нивните моќи и како стигнале во градината на Перперуна. Одлучуваат да бидат добри или лоши, тоа на нив е, и задачата е да смислат некоја случка во која што со Перун и Перперуна прават нешто. Значи, можат да бидат повикани од Перун или Перперуна, можат сами да одат да бараат нешто, Перун ги грабнал. Сето тоа оставам на фантазијата од учениците и слободно може да се додадат и други ликови и божества кои што не мора да бидат од словенската митологија, можат да бидат и од некои други митологии кои што оваа година ги учевме во 7-мо одделение. Завршниот дел би бил што добило човештвото од таа средба, од онаа ситуација или ситуации во кои што ликот, ученикот како лик во текстот, ги имал со Перун и Перперуна. Она што е најважно, ученици, е да пишувате самостојно и да фантазирате. Тоа најмногу помага за подобрување на писменото изразување. Јас тука имам еден текст кој што е мотивиран од идеја на ученик. Значи, ученикот го напиша, јас малку го видоизменив и сега нема да го читам, но ќе акцентирам некои работи од самиот текст. Вие може да си го прочитате со запирање на видеото. Значи, еве го воведот како би изгледал, како би требало да изгледа, како што гледате, ученикот направил истражување, имаме податоци за византиски историчар Прокопи, имаме исто така податоци, односно атрибути на Перун, на Перперуна, како изгледаат, зошто се значење, што е важно за Перун, што е за Перперуна. Значи, ученикот ја завршил работата со воведот според насоките што сум ги дала. Главниот дел е онај дел кој што е најважен од самиот писмен состав и тука ја имаме приказната. Ученикот одлучил да одбере митско суштество Самовила, и тоа од нашата, од словенската митологија, тоа е самовилата Ѓурѓа, која што е суштество што прави пакост на луѓето, односно ги руши мостовите и градбите што ги прават. Па ете го конфликтот со Перун, бидејќи таа срушила некој важен мост за населението, а Перун поради тоа ја казнува и ја одзема силата со тоа што ги одзема незините крилја. Приказната понатаму тече со тоа што самовилата Ѓурѓа се обидува да се вклопи во новите услови на живот, а за тоа и помага овчарчето Спасе, во кој што се заљубува и останува да живее со луѓето, и веќе го имаме завршниот дел во кој што самовилата Ѓурѓа се кае поради постапките што ги правила и иако од убавата Перперуна добива можност да се врати повторно да биде самовила, да и се вратат моќите, таа не се чувствува достојна за тоа и останува да си живее, да ги живее човечките години, но ево мисија кај самовилите да ги направи да бидат добри. И тоа е она што човештвото го добива како придобивка. Значи, вака, од прилика би требало да изгледа писмениот состав. Што вие, ученици, добивате од пишувањето на писмен состав? Најпрвен вие стекнувате вештини за истражување. Тие вештини за истражување
се надоврзуваат со вештините за поврзување на различни информации и факти. Значи правите една сложувалка. Го подобрувате писменото изразување. Се запознавате конкретно овде со словенската митологија, со боговите, со митолошките суштества. Ја искористувате вашата фантазија. Создавате ново оригинално дело кое што може да инспирира и некои други луѓе. Или работите на себе и го подобрувате вашето писмено изразување. Во однос на грешките кои што се прават во писмените состави, можеме да ги поделиме на правописни грешки, стилски грешки, погрешни зборови, погрешен редослед на изразување и ако зборуваме за писмен состав пишуван рачно, значи пишуван во тетрадка, уредноста на текстот и ракописот. Најчести грешки кои што ги прават учениците во писмените работи се оставање празен ред меѓу воведот, главниот дел или завршниот дел. Значи ова како што изгледа тука е погрешно, нема потреба на оставање празен ред поради тоа што самиот пасус и содржината која што ја читам ми укажуваат и ќе знам каде е воведот, каде се другите делови. Јас успорување. Честа употреба на заменката јас, може и ние да биде тој или таа, непотребно. Како што гледате во самиот пример, имаме многу често употреба на јас. Се подразбира во самиот текст дека се работи на вас или на некој на кого што вие посочувате, нема потреба да го повторувате постојано. Некои ученици го започнуваат текстот со здраво се викам или здраво другарчиња, сега ќе ви раскажам. Стилски тоа е лошо. Не треба така да се започнува писмениот состав. Непотребни детализирања и повторувања на веќе кажани работи. Например, јас се разбудив и откако се разбудив јадев. Значи, вие сте се разбудиле и толку. Нема потреба да повторувате дека откако сте се разбудиле. Тоа го успорува текстот и стилски е лошо. Надредниот знак е нешто што учениците забораваат да го користат или не го препознаваат. Значи, многу е важно да се користи надредниот знак и да се научи во текстовите да се засведочува. Слеаното пишување, тоа најчесто се случува кај акцентските целости, значи се уште се пишува одделно и надредниот знак тука исто се вклучува. Мајка ми, сестра ми, баба ми, значи тоа погрешно е да ги пишувате споено, се пишуваат одделно. Кај обезвучувањето се случува често да се провлечат појдов, реков, значи се слуша Ф, но се пишува В. Сваќа и свати, буквата Ф тука се греши, се пишува како В, значи од примерот можете да заклучите дека сваќа со В е некоја роднинска врска, може да се каже, а сваќа како глагол, разбира, е со буквата Ф. Кога пишуваме во Word документ, секогаш треба да знаеме дека по интерпункцијскиот знак се остава празно место, значи еден спейс, односно правописниот знак белина. Секогаш кога пишуваме треба да оставаме празно место. Тука е и негацијата и глаголот, бидејќи е акцентска целост, па учениците ја пишуваат споено, тоа е погрешно, треба да се пишува одделно. И една прилепска грешка би рекла, употреба на кратката заменска форма заеднина во како множинска. Му реков на луѓето, треба им реков на луѓето. И она што денес најмногу го имаме, употреба на англизмите, а имаме наши зборови, тука треба да внимавате, значи, гејмав цел ден, играв цел ден, адни го другарот, додај го другарот или додај го во групата и така натаму. Кога ќе добиете писмената работа прегледана, ќе ги видите грешките. Направете си една табела, која што ќе ви изгледа вака, точно и погрешно. Таа табела нека ви стои во писмената или нека ви стои на некое ливче.
и потоа можете незе да ја консултирате. Значи, да заклучиме. Писмениот состав ученици пишувајте го самостојно, не барајте помош од друг. Немојте да добивате готови писмени состави кои што само ќе ги препишите или наизуст ќе ги научите па ги пишувате на училиште. Така нема да се подобрите во писменото изразување. Секоја нова писмена ќе станувате се подобри и подобри. Пред следната писмена што ќе ја правите, видете ги грешките кои што ви ги укажал наставникот на претходната. Читајте со разбирање. Изнесувајте ваши ставови од прочитаното. Разговарајте меѓу себе за тоа што сте го прочитале. Користете го правописот на македонскиот литературен јазик. Користете го толковниот речник на македонскиот јазик. Дигиталниот речник на македонскиот јазик. Го имаме сега и толковниот во електронска форма, значи на интернет ги имате сите речници и можете да ги консултирате многу лесно. И најважно од се е да фантазирате. На самиот крај би сакала да дадам само кратки сугестии за наставниците, кои што планираат на овој начин да ја направат писмената работа. Концептот ми е часот да оди, значи ова да оди во 2 часа. Во првиот час би ги искажала насоките за дадената тема, за учениците да имаат можност да истражуваат, за да се подготват за планот и го прикажувам примерот како еден писмен состав би требало да изгледа. Им давам простор на учениците да истражуваат, па на наредниот час тие го изложуваат своето истражување, некој од нив чита нешто што напишал и врз основа на прочитаното јас давам забелешки и коментари. Ако веќе имаме направено писмена работа, се навраќам на грешките од претходната писмена и разговараме за нив за во идната писмена учениците да не грешат. Се надевам дека ова видео ќе биде корисно и за учениците и за наставниците. Пријатен ден!